Не, значи нема шанси со Мацко, ние тераме многу одамна, мислам сега не можам ја да го менјам туку така сред сезона, пуште сега и ти не си ни најавена. Размисли убаво. Епте немам смисла за хумор. Не, остај тие муавети. Ту си он има смисла за хумор, он е комичар. Може ќе те премислам. А Тања овде не се пуши? Ке ме уапсиш за пушење? Што мислиш за мојата понуда? Вечерашни гости, актерите од Мама Мија. А сега, вашиот домакин, Жарко Димитриевски! Здраво, Маријан, јас сум Жарко Димитриевски, ова нова тедене. Аплауз за Пепермин, луѓе, аплауз за Пепермин. Како си, Ана? Дојде живот, луѓе, и наеднаш народот очекува нормално промени, народот очекува реформи, очекува напредок, ама ништо нема, Маријан. Како нема ништо? Па Кили се врати. Кили се врати, вистина се врати. Народот си помисли, ете се промена власта и сега се поинаку ќе. Ќе тргне. Готово, ќе тргне работа. Ќе иде работа. Да. Добро, го укинавме Кембридж како прв чекор, бидејќи тој беше крив за се во образованието. Сега, откако го нема Кембридж, се ќе биде окей. Добро, на некој начин Кембридж е новиот Бранко. Добро, да. Родителите знаеш што рекоа, ние учевме со многу подобра програма на времето, развој имавме. О, само пушти собраниски канал и ќе видиш од каква програма учеле. Баш така. Многу јака ви е програмата. Топ. Што мислиш, какви промени очекуваа луѓе овака сега? Ете, со промената на власта. Па, пример, одма по телевизија да почнат да кажуваат, на пример, Макдоналдс се враќа во Македонија. Со СДС, Да. Макдоналдс. I'll be back. Или Амди Бајрам да го стават заштитно лице на Кока-кола официјално. Официјално. Благодарение на Зоран Заев. Или, на пример, на утрински програми на телевизии, да не се зборува за болести. Да се јавуваат, ама да не зборат за болести. Нема шанс. Ова е не се од кај нас. Се гледа, ама и назад таму си бил ти. А ова е Ужасно Лондон. беше. Не знам дали Да. ти кажа, бе во Лондон. Да, беше во Лондон. Или, на пример, луѓето очекуваа да не се носат повеќе блузи со чудни дезени, туку во тренд да влезат кошули со дресови. Жаре. Значи, кошула и дрес, тој е сада ин. Значи, се ќе се промени, Жаре. Само едно нешто ќе остане. Чо? Од септември започнува новата емисија на Драган Вучич. Нова емисија. Пресреќни луѓе. Пресрекни луѓе. Новиот квиз на Драган Вучич? Пресрекни луѓе. Инаку не знам дали знаеш, Маријане, Петре Шилегов остварил контакти со Марс. Планетата, не чоколадцата. Планетата. Каков Марс што има врска Марс сега? Значи, чекам малце. Што нема на Марс? Живот. Па Петре Шилегов шо ќе донесе? Ете така. Добра ти е. Ете го, Петре. Дојде живот. Дојде живот на Марс, драги пријатели. По еден марсовец вработен во секоја фамилија. Да. Петре, дајте слика од Петре како се радува. Еве го, се радува. Клима, вика оке, живот, имаме, добијаш. Абе, ова има како 4 раце да има, овој да не ни прави некој фори нешто. Не, ова изгледа што беше на Марс. Па го префатило нешто, некоја бактерија, можда па му израснале. Само нека ги мачка со ракија ќе му помине. Абе, ги мачка тој. Ги мачка.
Исто што друго нема на Марс, а нема ни кај нас. Воздух нема на Марс, нема ни кај нас. Ајде, да не ги терат сега да се возат со ЈМП. ЈМП, Јавен марсовски превоз, жаре. а да се возат за да Да. Да нема и таму некои мерки. Не застанува работата тука, билатералните односи продолжуваат со тоа што Заев се сретна со марсовскиот премиер и најново сме прифатиле да ги избришеме сите филмови, серии и книги кај што марсовци не напаѓаат. Тоа не постои во историјата. Го нема. Ја договориле. А кажи ми, марсовците како гест што ќе направат вака за нас? Марсовците за возраст побарале планетава да си го смени името. Ама бе, зошто? Епа на Марс имало земја. Не има логика. Не може, не сме. Мораме да си ја побараме и нивната. Па треба да ја И смениме како ќе нашата. се викаме? Северна земја. Северна. Северна земја од сега ќе се Затоа вика некако планета. залади малку. Затоа залад. Сега е моментот кога одиме со она кај што ние прашуваме прашања до познатите, а тие ни одговараат во еден на еден анкетата. Секогаш сакам раштимани джинглови. Најубави ми се. Значи вака, имаме време кратко за едно прашање. Едно прашање, значи само едно прашање. Вели вака: во новчаникот секогаш имам. Дополни, во новчаникот секогаш имам. Маленко одговори, не ми ги собира сликите од сите деца во новчаник, па затоа си носам албум. Маленко. Се сменил маленко. Ништо. Променете некако. Нешто. Не, се продолжуваме со вториот одговор. Кочо Ангјушев одговори дека има евроврзница од пола милиарда евра. Во новчаникот секогаш имам. Стефан Богоев одговори со мене мама и тато ми ги чуваат парите. Кога животот ќе ви даде лимони, не се мачите да правите лимонада, место да цедите 100 сати, земете Good Nature чај од лимон, искористете ја зимата до крај, одберете некој од супер понудите на Савана за зимување. А ако сте за скијање, лично ви го препорачувам Пампорово, бев таму, бев и у Лондон, не знам дали знаете. Да. Ако ви треба нешто, ако ви треба нешто техника, нормално знаете кај треба да ја барате. АМЦ. И поздрав до нашите пријатели Fashionel, powered by Елена Лука. Јас да ве поканам да одите на Facebook. Доделуваме карти за концертот на трибют бендот на Depeche Mode и секако тука е промоторот на Македонија на Блискиот Исток. Мешњевски! Повели, седи. Мераба, Мешњевски, работава тера изгледа, а? Тера да ти кажам, терам. Ама сега пред се уживам, брат. Така со арапите? Многу добри луѓе. Добри луѓе? Многу ни се пријатели. Знаеш колку не сакаат? Ама бе? Многу не сакаат. Него слушај, тие арапите нафта таму нели имаат. Пуни се со кешче. Дај бе нека фрлат нешто, нека направат, нека дај да реш, а? Затоа сум тука, бе. Сакаат емисијава малце на едно повисоко ниво. Ново студио, ова, она, камери, мамери, се. Се сакаат Да кешираат. Одлично. Топ. Епа супер, дечки, тоа е збогум сиромаштио. Тоа е тоа, не Ама, знаеш. чекај. Имаат еден услов. Нема веза што и да треба ќе направиме, што е бро. Расунет че да правиш, бачко. Шо? Зошо, сунат? Такви се правилата, бе. Не морам па ја да правам. Нека прави Маријан. Чекајте бе луѓе. Нека прави Маријан. Не бе луѓе, чекајте. Бива? Било кој, било. Ајде, Меше, Ајде, ама ајде. Луѓе, бре, Маријан еј. прави. Тоа е Готово, тоа, решена готово. е работата, Маријан немаше отиде. го договор, Готово. ало. Мамо, Врати се, луѓе. врати се. Браво назад во еден ден, време за нашата прва гостинка. Нашата прва гостинка е исклучително позната актерка. Ако смениш ум, душо, Нашата овде прва сум. гостинка. Чекам на тебе, ајде пробај ме. Ако треба, дај да знам, да се дотерам. Баш би биле супер пар, душо, не си многу стар. Тања Кочовска! Yes, Тања Кочовска, everybody! yes. Од хит мюзиклот Мама Мија!
ми плаќа за настап од 10 денари точно има на Се седиште. договоривме. Се договоривме. Па добре, што? Повели. Фала ти. Повели. Тања, од хит мюзиклот, тоа е најново, инаку ти си од што све не, ама најново е од хит мюзиклот. Јас сакам да прашам, значи, што чудо направивте да онака е разборичката работа и цела држава да збори за тоа колку е топ мюзиклот, представата. Сакаш да знаеш. Мама мија. Сакаш да знаеш. Апсолутно. Сакаш да знаеш, ама нема да бидеме 1 на 1, него ќе бидеме 5 на 1. 6 на 1! Оу! Бијана, Арна, Нина, Никола, Кире! Вау! Ова е емисија каква што сакам. Добро, пак да прашам. Што направивте толку да цела држава збори за Мама Мија и хит мюзиклот? Знаеш и сам што се случи, како да знам зашто сега се смени се. Ми се мешаат мисливе, мама мија. Лека, лека, пополека, маче број до 3 и олабави, демне мајка ти. О! Арна! Имаше некој да пее нешто или? Сонот мој и Нина. песните, јас верувам и можам се. Симпатија ми. Да? Симпатија ми. А вие мажи шо? Да губа му пред тебе сум на колена. Паѓа на колена. И паѓа на колена, да. Паѓа на колена. Знаеш, ти знам јас, сега доцна е за нас. Некој не се потрудил? Па има и речитативни моменти у мюзиклот, не се пење. Добро, значи, МНТ, Мама Мија, си оди редовен репертоар. Да. Може секој да си ја гледа на многува приказка, кој го гледал филмот, горе-доле слична е, да речеме, приказната. Така, само улогите се сега помешани, нели? Не иста е приказната. Таа е приказната. Таа е приказната. Значи, има љубов помеѓу двајца млади. Да, Ај, вие, кои ќе се во оставам сакаат така. многу. И... Тоа се Скај и Софи? Софи, да. Софи е мојата ќерка и она е во потрага по својот татко. Така. Го чита дневникот на својата мајка и наоѓа дека незината мајка има 3 потенцијални Таа не знае точно кој е љубови татко. и не знае точно кој е татко и ги поканува сите тројца на свадба. И приказната потоа има еден прекрасен тек на настани. Така. Така Не да знае кој е таткото. Тоа да се гледа представата, не треба цела приказна. Така е. Добро, има Да. и полно што ја гледале. Колку изигравте? 7. 7 веќе, не е мал број. меѓутоа сега не заборавиме Нина дека има втор дел на филмот, така да очекуваме и втор дел на представа. Дај Боже да очекуваме втор дел. Мама мија! Ај вака, тие што биле за време на овие 7 представи, тие што не биле, зошто да дојдат? Е вака, зошто да дојдат? Затоа што Арна, например, Арна Шијак игра една прекрасна цуца која се вика Тања, прави одлична трансформација, личи little bit на Тина Тарнер. Арна? Да, има добра предница, добра задница. Опа. Не ја Добро. препознаваат, одлично пее и игра, така да мислам, еве, дојдете заради Арна Шијак. Океј, добро, кул. Мислам исто дека треба да ја гледате представата, зашто главниот машки лик го игра Кире Ѓоревски, зашто е многу популарен кај женската популација. Да, и сите сме љубоморни кога 5 минути се љуби на сцена со бица, кога се земаат, ке се земат ли на крај се земаат? Не знаеме. Што ќе се Ама не, а види, во случај да се земат. Ако се земат. Да, ти како порничко ја гледаш, не знаеш дали ќе се земат или не. Точно, И овде гледаш, не знаеш дали ќе се земат. Точно љубов. Се бацат, Знаеш, не па друго. не знаеш дали ќе се баци. Значи, треба да ја гледате заради Кире Заради Ѓоревски, Кире. ради Сем. Кире, ти што мислиш? Зошто Сем да ја гледаш? Кармајкл, иначе се слуша Сем Кармајкл. Сем Кармајкл. Сем Кармајкл. Сем Кармајкл, Да. да. Јас мислам дека треба да се гледа пример заради Нина.
Зошто? Нина, бидејќи да речеме, Нина е 3 во 1. И може да пее, и да танцува, и да глуми добро, и е прекрасна личност и прекрасно изгледа, и тоа е една добра, доста добра причина за да се дојде да се гледа представа. Ева, јас, например, мислам дека не само јас што знам да пеам, да играм и да глумам. Туку знае и Никола. Значи, Никола, ако нема болја причина од тоа да дојдете да ја гледате Мама Мија од Никола, например, не знам, јас Пее, игра, добро изгледа. Добро изгледа, добро глуми, ете, 4 работи ми. И плюс е на колена. И на И колена. после колена паѓа. Паѓа на колена. И се останавме ја и ти да се фалиме. Значи, Само причини зашто да ја гледате Мама Мија. Мама Мија, дојдете и гледајте на. Ајде да ве прашам, филмот. Што мислите па вие за филмот? Знаеш дека сега и вие сте малтене во филмот, само представа. Што мислите за? Што ми игра Мерил Стрип, каде игра Мерил Стрип, тоа е добар филм. Така? Да. Добро, Кире, нешто не си. Јас не сум го гледал филмот. Не си го Не, не. Бу. Why? Ајде цела публика, бу. Не, тоа си беше мој избор едноставно зашто не сакав да прифатам ништо од тоа што ќе го Ти гледам. артистички, да не ти влие. Па да речеме, да. Паметно. Храбро. Не е блесаво. Не е блесаво. Не, да, навистина решив да го потфатам сам Сем Кармајкл Така. од почеток до крај, не сакав никакви да речеме сугестии да земам од филмот или деталчи на некои работи кои што ќе ми помогнат. Уживав во тој така мазохизам малку да се мачам додека го правам. Океј, може да кажеме како ги добивте улогите, например, бидејќи многу улоги. Моравме сите да поминеме низ кастинг, низ аудиција, не заради нешто друго, затоа што за разлика од Чикаго овдека е поразлично пеењето и не е дека Наташа не беше сигурна во нашите гласовни способности колку ние можеме. Добро. Туку впрочем имаше поразличен пристап овој мюзикал од тој претходниот што го правевме, така. А и вие пеевте мажите во представата? Колку дена ти траеше кастингот? Три круга имаше нашиот кастинг и тоа беше доста захтевно. Имаше и пеење, и играње, и дел, малку имаше и глумење и тоа. Најмалку беше тоа, ова другово беше, ама знаеш како, дотидов на кастингот буквално затоа што немав ни еден театарски кастинг до сега и си викам ајде, што ќе биде, нека биде. Ти текнува на YouTube, што ги пуштаме оние, што им се смееме, не знам, по Идол, по оние што се... па тоа беше кастингот. Тоа беше кастингот. Ама нема на YouTube од Не, тега. нема ништо. Али... Добар беше, за тоа нема. Да, мислам. И скај си го добиш Да, си го добив на крај, мислам. Види, Значи- што ме избран, значи бил добар, фала. Да. Ама многу беше важно да за тоа нели пеењето, играњето и кондициона е многу важно, мислам, се шала на страна. Викате Тешко захтевно, е. мене тоа ми е, знаеш, што е захтевно? Сега, не навикнати сте нели да речеме на театар класичен. Сега овде има играње и пеење. Што е предизвикот најголем? Да знаеш на што да се фокусираш во прав момент, како да на многу хендлаш со работи сите во треба да едно. се фокусираш. Еве сега ја и ти си правиме муабет и одеднаш си правиме пола сат муабет и ја почнам ако смениш туш овде сум, чекам на тебе и си продолжуваме, нели? И ти викам ајде второто прашање кое ти е? Значи треба да компонираш милион работи, а при тоа да бидеш и физички спремен, кој на ја на пример. Не, ама има потреба. Јас со моите 108 кила, ќе видите кој ќе дојде, значи се качувам по маси, рипам и во едно пеам. Умирам кој ќе излезам, умирам и одам на 4. Четвороношки, ама не се давам. И тоа не може да се примети. Значи 110%, 102,5%. И на крај 8,7. И на крај плюс мораш да се бакнеш со трајче. И на крај морам, ама долго време се И долго, бакнувам. долго. Ја од Значи тебе фактички видов. тоа ти е награда еден вид за маката. Да, за маката. Да, и многу убаво со туѓ маж кога се бациш, не ми се симне од сцена. Бар мене, не знам тебе како ти. Нема да кажам. Јас сум поскромна. Како е професионален бакнеш на сцена? Мислам, ај кажете ми за прв пат кога ви се случило, на што мислиш на нешто друго? Која тактикава да го направиш да изгледа природно? Ова не беше во прашањата. Ова не го Поинтересно е. Ако сега на црнец мисли на не знам што да мислиш Е, према неа. откај Онда ти па еве ми текна случајно. Да. Случајно ми дојде, нели? Не дека ја. Не дека јас нешто, ама не поинтересно. Да се вратиме на прашањата што се пишани. Ајде, Океј. второ прашање. Океј, значи, Вие проверувајте ги знаете прашањата да не прескокнеме.
кој е тој словенец кој рекол дека ќе добил инфаркт ако требало тој да ја подготви затоа што еден мюзикл се подготвува минимум 6 месеци? Јуре Франко! Ај, поде ми ги ти. One and only. Нека стојат тук. Кога беше скијање, да. да, Олимпијадата во Сараево, вториот, кој беше? Јас само знам Јуре Франко. маскотата, само знам каква била, волчко таму тој, како го вика. Значи тој е бивш скијач. Да, кој што Мама има, Мија кој е е откупил лиценцата Така. за Балкан и он ни ја Значи, продава. ако се сака да си игра Мама Мија на Балканов, ќе одиш кај Јуре, ќе си се И обрачиш. Чичко тоа Јуре, Јуре да. ја купил лиценцата за својата сопруга, која е актерка по професија, замисли. Толку не можела да земе улога? Не морал од да ја љубов. купи, да. Изгледа ова. Не, од голема љубов ја купил. Сега не знам какви биле договорите и како и зошто, но убаво е како мисла сопруг да ти купи Романтичен гест, бе. Да, романтичен гест. Место да ти даде Зошто дијамантски цвеќе ко може прстен. мюзикл Да, ти купи? мюзикл. Ама колку не чинеше нас македонциве да си платиме на Батко Јуре, Чичко Јуре да... Не, тоа не го знаеме, тоа си ги Не? знаат режисерката и директорот. Добро. Тоа не е наша работа, значи нашата работа е да играме за Веројатно мали плати и да... И да се смееме на сцена. Но што мислиш ти, колку би чинела една лиценца вака како награден млад бизнисмен under 30? Да, ја откако... Што се збуни? Ајде течно сега да ти. Многу пари бе? Многу пари. Ајде. Ајде, еве, ние ти донесовме ти да ги потпишеш овие листови, пошто си сега награден. Тоа е лиценцата уствари. Не е лицен, твоја лиценца ќе биде овде. Ти само да ги Вежба и потпишеш, вежба и подпис. Вежба и потписи. А ние ќе најдеме луѓе и проекти што треба да Чика Јуре. финансираш, да. Ето така, да. Види го колку е стручен во ова. Да. Секој Да. вежба он. Изволте. И Три сега- нови представи, дами и господа. Три нови представи. Што ти Повелете. подпишани? Ау, вика вака. Ова стави го. Ова потписите Ова ги да чуваме го урамите у канцеларија. Вика 6 на 1 доделува сертификат на Жарко Димитриевски, алиас 1/30 under 1/30. Не е 30-тина, тоа е 1 на 1, тоест under 30 to under 30. За значителен придонес и издигнување и афирмација на се наше, ваше, наше, едноставно единствениот еден на еден жаре 11 февруари. Леле, мама мија! Многу успеав! Тања Кочовска ми даде ова! Кој му викам, нашто ќе ти ставам. И при тоа со ова се удирам така силно, јас ве вака 2 недели на работа. Да. Ова вкрстено идеше или право? Туку чекај, уште малку ќе треба да го кажам зборот на денот, чекај да го земам речникот. Океј. Денес ќе биде... да, џауска. Значи вака, ќе им кажам, чекај да се подсетам, океј, така, значи денешниот збор е џауска, што на англиски значи хипотетички разговор кој комплетно се случува во твојата глава. Значи, кога вежбате како да ја кажете на девојката дека е убав фустанот, а таа да не свати дека се здебелила. Така е, сите си замислуваме и си вежбаме разговори. На кој јазик да го кажеш, некои работи сите исто ги правиме, некои работи сите исто ги сакаме. Го сакам good nature. Не ве видов дека сте тука. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Дора истражува, Нинџа Желки, Сунгерот Боб и кучињата во патрола. Нови ликови кои се населија во сликовниците, боенките и изданијата на просветно дело. Стани ти дел од нивните возбудливи авантури. Истражувај, откривај, бои и цртај. Забавата почнува во просветно дело. Запознаја новата Ford Kuga. Колку куга си ти?
Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка. Екстра понуда од АМЦ. 32-инчен Philips телевизор за неверојатни 9490 денари. АМЦ. Вистинско место за нова технологија. Live games 24/7. Poker tournaments every Monday, Tuesday, and Thursday. Roulette, Texas Hold'em, Texas Poker, Blackjack, and Ultimate Poker. Le Grand Casino, a place for a gentleman who knows how to win. Сите на снег со Савана. Од 5 јануари ски бус за попова шапка секој ден. Ако си рекреативец, земи си превоз за 300 денари, а ако скијаш, одбери пакет со ски карта за само 1000 денари. Одиме на скијање со Савана. Прочитај повеќе. Погледни поинаку. Не сум само празна шиша. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Знаеш дека си за Ford Focus кога прв пат она е крива во караницата. Знаеш дека си за Ford Focus кога на семафор се тепаат кој прв да ти исчисти шофершевната. Знаеш дека си за Ford Focus ако сите ти бараат автограм. Знаеш дека си за Ford Focus кога сите во друштвото се потпираат на тебе. Знаеш дека си во Ford Focus кога не знаеш дали ти го возиш автомобилот или тој тебе. Епа, знаеш дека си за Ford Focus. Тања, ти направи трансфер по 24 години, го напушти театар за деца и младенци и преде во МНТ во All Star тимот. Па веќе созреав, остарев, значи ми треба веќе малце да се... Признај преку глава тоа деца тајше. Ај после ќе правиме младен. Не, никогаш не е доста од децата, меѓутоа ми треба
простор малку да се проширам, што вика дец, нема да се поправаш више. А друго, вика колку си послаба сега на оваа сцена, дека поголема Тони Михайловски, вика колку си послаба се на оваа сцена. Па не, едноставно созреав, поминав многу години, си дошло времето за промена. Треба сите глумци треба да правиме промена. Деца и овие возрастни, да ги речеме, како луѓе што гледаат представи. Па публиката е иста, сега децата се можда малце поискрени, па виднаш реагираат, а возрастните се покуртазни, па после или фалат или кудат. Јасно. Да, меѓутоа публика си е публика, работиме за публика. Си има нешто случајно со Силјан Штркот еднашка на представа, кога така си се заплеткала, да речем. Па добро, во театар за деца малку поише помала сцената и сега сценографијата има, тие софитите се многу мали, пролазите за да се влезе на сцена се многу мали. Се тоа обогатено со сценографија и едно парче почнува значи од едната страна од кај што излегувам и наставено е на цела сцена. И јас сега за да го направам излезот перфектен, толку се усилувам што се сплеткувам во сценографијата, паѓам, како паѓам из цела сценографија се откачи. И јас толку се сплеткав што не можев да излезам од тоа. И првиот што ми беше во првиот ред мајка, една вика да ви помогнам. Ја не викам ако може мажот ви, пошто мажот. Ако може да ви помогне, па излезе таткото, па се смеевме, па цела представа, па дојде уште еден татко, па дојда тројца, четворица татковци ме отплетка и многу се смеевме. Така заврши представата, да. Нина, и ти имаш исто направено трансфер. Така, да не сгрешам, после 3 години и бога ми еден тон главни улоги во театар комедија, исто си речи да преидеш во All Star тимот. Така е, само што во мојот случај јас кога се доселив во Македонија одма влегов во МНТ со Кили заедно, мислам ме донесе на представа и така таму си почнав и секогаш си замислува. Ни тек знаеше ни ништо, ти е битно. Да, МНТ, да. Ама не, во комедија се вработив и огромно искуство таму стекнав, мислам тоа знаете каква машинерија е. Прекрасна беше во театар комедија. Точно. Во сите представи. Најдобра беше. Да. Најдобра. Да, ама ете, решив дека е исто време за промена, за нови улоги, за не би рекла посериозни, затоа што секоја представа е сериозна, ако си ја сватиш сериозно, нели? Така да, се си носи свое искуство и после 3 години... Добро те примија ваму? Па да, тоа е мојата фамилија. Мислам, од мала сум таму, немам кого не познавав. Од возрастните колеги баш бев супер. Беше Кили скоро, баш во емисија направивме многу во интервју и го направи, мислам, онака кога го слушав како збори за Еквадор, си викам, леле, јас сакам да одам таму. Знаеш, онака го слушам него и букирам лет тука, нешто правам. Ти беше. Да, и така е? Така е. Значи, така е. толку си е убаво. Да, само што јас не знам што би правела моментално таму. Сакам да работам, мислам, ми треба сцена, сакам да играм, а додека јас научам шпански, па додека почнам да играм во театар или во филм, треба доста време. Така што би одела, може би, малце подоцна во животот, инаку за на одмор, 2 пати бев по месец дена, немам толку пари за карта. Одлично е, да. Одлично, ама помалку од месец дена да не се седи, пошто, нели, сите убавини да се доживеат. Гледате 1 на 1 сезона 9. Овозможено од Good Nature, најдоброто од чајникот на природата. Нина мораше да оди на представа. Значи, бидејќи е веќе 7:15 или колку и да е во моментов додека оди емисијата. Знаеш дека и стварно е 7:15 кога ќе размислиш во моментот кога снимаме. Ние си продолжуваме. Арна, прва представа ти е во МНТ 98. А таму си постојано од 2010. 2010. Кажи онака прво нешто ако ти текна на години поврзани со МНТ, на што прво ти текнува некои приказки, анекдоти, како сакаш крсти? Чудесна е нашата професија затоа што некогаш линијата не е толку резка. Сакав да кажам чисто една ситуација, вечната куќа која работевме. Добро. Таа беше комплицирана за спремање. Комплицирана, но и возбудлива. И една исто многу значајна сцена каде што веќе за жал се 20 покојни и татко и син Шишкови и Ристо Шишков и Васил кој што го играше неговиот татко. Маестрално изведена сцена. Додека трае, ние сите сме практично игравме ликови од сите театарски представи кои што изврвеле на сцената на Македонскиот народен театар. Носевме по некој парчен за реквизит или пак костим. И од позиција на ликот шетаме. Ние сме нели неговата иконографија лична.
во еден момент, додека трае сцената, на некој човек повозрасен во публиката му се слоши. И се случува, меѓутоа сакам да кажам колку е чудесно, бидејќи не знаевме како да реагираме. Дали од позиција просто на човек кој што треба да му искочи во пресрет на тој другиот кој што е во неволја, или да го чувате храмот на уметноста, ме разбирате, да не излезеш од четвртиот зид. И да не искочите од четвртиот зид. Така што тие се малце милисекунди се во прашање, нормално. Животот е побитен на човекот. Меѓутоа, сакам да ви кажам, замислата што пролета низ мојата глава беше ваква. Се заврши добро, фала Богу. Фала му на Бога, да, беше се во ред. Имаше момент кога има ли доктор во театарот? Да, се тоа, искучија надвор, Страшно било, бре. се стабилизираше, беше момент на слабост. Но вознемирувачки. Дај некоја поубава? Ти убајте не се закажување пустото. Не остаje тогаш. Ај вака, Билјана, добри и лоши страни да се биде може секој да си каже по шитање горе доле вака. Добри и лоши страни да се биде во брак со колега, да кажеме, да, човек што работи во театарска дејност. Ја мислам дека нашата врска, значи мојата врска со мојот сопруг Дејан Пројковски е доста има позитивни страни затоа што он е сепак режисер по професија и нема амбиции да стане глумец. А јас сум глумец по професија и немам амбиции големи да станам режисер, мали амбиции да станам режисер. Кого би го бивал поише? Мене. Кажи си мене. Мислам дека он па не, сега мислам ти е дека и он сега ти е. Кажи си. Не, мислам дека и он би бил добар глумец и јас би била просечен режисер. Искрено и трагично. Искрено и трагично, да. Он е прекрасен режисер, а може да биде и добар глумец. Мислам дека нема лоши страни, супер е комбинацијата. Зашто лажеш? Кажи се, не лажам. Се зезам, се шегувам. Затоа што види, врска глумец со глумец е поразлична од друга. Еве Тања ќе поразлична, после ќе кажам. Не, само да кажам, лошата страна е што понекогаш не се гледаме по 2 месеца, 3 месеца се случува. Добре, тоа е лошата или добрата страна? Тоа е лошата страна. Видиш, различно одговараме цело време. Тоа е лошата страна, но потоа се припитомуваме еден на друг. Па ние не се припитомивме никако еден на друг. Не се припитомивме. Зошто? Зашто игравме во иста представа. Исто дојди на работа. Па го гледаш таму. Го гледа, а у кола до работа? А уште ако нема испиено прво кафе, тоа е страшно нешто. Ма баш убав предраг. Ма супер е предраг, јас не викам не, он е најубав. Ама тоа е страшно. На работа работиш, нели, ликови различни и тука ќе се убиеме, а двајцата сме принципиелни за своите и држиме до тоа. Значи работиш, па седнуваш проблемите, па ги носиш дома, у кола при тоа, пак се враќаме до дома и така 24 сата. Е, ова мораме ова да го кажам, може го заборавиле. Значи идеме недела, како ден, одиме на ке работа и више не можеме да се гледаме цела недела, нели? Дури ни недела не можевме да се одвоиме и одиме на ке работа у кола и ја викам и он ми вика кој што е предрак, нели? И он ми вика! Застанува да излезам јас, он да ја паркира колата. И он мене ми вика, Мила, ке ставиш ли по едно кафе на работа? И ја излагам од кола и гледам, нема никој, му викам, нашто ќе ти ставам? И при тоа со ова се удирам така силно, јас вака 2 недели на работа. Да. Се ја пукнав муцката, се самоказнив и се не можам себе да се уништам. И јас бев буквално, како Анџелина Джоли, кој е? 2 недели бев така. Ти рече предрак е па така ти. Ти имаш 3 дипломи? Да. Зашто се? Пантомима. Пантомима? Да, то 2002-2006. Добро. 2008 е современи танци, интензивен курс Номад Денс Академи беше тоа. И истата година решив да се запишам, мислам тоа ми беше истонот. И последниот воз да го фатам, или Джајлибо, и се запишав 2008 глума. Знам дека многу ти го викаат, ама дај нешто пантомима. Опа.
тебе, мадам. Еј, ама ќе си го... Заиграј, заиграј. Кире, еден од неговите таленти! А како игра да го видиш? А како игра? А како игра? Кире, кажи ми за Бугарија. Кога сме веќе кај Бугарија, сакам да го поздравам Војот Цветановски, кој што тотално несебично ме подготвуваше 13 дена во драмски театар, ме подготви и на прва влегов во пантомимата. Тука можам исто една интересна случка да ви кажам. Слободно. Значи, спиев и кај него 2 недели, ми дозволи да ми даде тава над главата. Фала, Војо, срце мое! Фала, Војо! Фала за таванот! Значи, после тоа имав можност да се преселам во студентски град, тоа е специјална зграда за нашиот факултет и морав да ја средам цела соба, бидејќи беше малку така. Несредена? Па не средена, требаше се кречева, да се бојади, да се чисти, значи сепак кога си се нанесуваш ти на некое место, да се направиш пицикат од тебе како што ти се допаѓа. И после 2 дена така сокчиња или некои овошни огурчиња и круасани, морав да излезем и нешто да земам да јадам. И излегам во првиот колонијал, викам добро вечер, леп имате? Викам добро. Второ, добро вечер, леп имате? Добро, одам во трет. Леп имате? Немаме. И четврт. Леп имате? Добро бе, викам, вие леп имате во држава? Казах ти че имаме. Как ми казаш че имате, че нямате? Викам, вие вака ми преш не. Ова е да. Како ова е да? Ова е да. Не ова е да. Ова е да, ова е да. И почнеме вака. Викам добро, дај ми леп, дај ми еден леп, гладен сум, Ќе ти изедам. И така. И тоа реков, така е. Така е луда работа. Да. Не, супер, тие се така се расправи. А у Бугарија како е со театар сценава, да кажем? За општа жалост, на една улица имаат само 10 театри. За општа радост. Во Софија? Па да, на Раковска, на иста улица. 10 театри? Па околу 10, да, плюс минус 7. Имаат ли толку глумци? Па имаат куклен театар, учебен театар, театар на сатирата, Возраждане има еден, народниот е тука 199, бугарска армија. Но затоа сега МНТ! Да се вратиме на МНТ! Да се вратиме на МНТ! Според вас, треба ли да се одвојат онака тотално политика и уметност? Да. Апсолутно. Не. Не? Мислам дека не. Мислење? Затоа Зошто, Арно? Кој смисол? Пред се, значи, луѓето што сме академски нели Заборави граѓани. пред и над се. И над се. Треба да сме нели свесни во општеството и со времието во кое што живееме и делуваме. Ние не може да бидеме само просто прогласени за функција и не мислам, туку исполнувам нечија нели туја функција. Значи, според мене актерите сме припадници на интелектуалната фела. Кога се случуваат одредени ситуации кои што има потреба од нивен коментар, не би требало нашата фела да се прескокнува, дали ме разбирате? Ајде да видиме Тања зашто мисли дека... Само сакав ви прости, пошто не довршив, бидејќи имаме и еден шлагворд. Предпоставам и за твоето прашање, тоа е една ситуација, не баш и секојдневна, пошто не се случуваат нели вакви истапувања често. Тоа беше солидаризирањето од страна на нашите колеги, визави нели тоа што ни се случи, ставањето во притвор на голем број интелектуалци под една малца сомнително обвинение. Просто мое толкување. И нешто што мене ме направи да се почувствувам горда бидејќи сум дел од ансамблот на МНТ, точно куќата што тој Чекор го направи. Е дека они покажа дека ние актерите сме свесни луѓе кои што умееме да препознаеме кога сме повикани да просто посочиме дека нешто некако треба да се изреагира. Значи, публиката нема да ја добие пораката ако представата беше изиграна. Нема да ја добие пораката ако тоа се закаже башка, прес или... Ме разбирате, ова го елаборирам просто пошто имаше такви некакви обиди демек да се посочи како тоа ние актерите би требало да реагираме. Значи, според мене, солидаризирањето е еден врвен чин.
А уште кога оди рака под рака со една ваква значајна, можам да ви кажам само дека се чувствам горда што сум актер и дел од мене. Кул, окей. Бици не мисли така. Не е дека не мислам така, просто сметам дека актерот треба да е актер. Сметам дека барем јас за себе зборам, сум завршила професија со која сакам да се занимавам до крајот на животот, а би сакала да биде тоа барем до 100 години, да стојам на сцена. И просто тоа е мојата определба и професија. Со политика не се занимавам, ниту ќе се занимавам, ниту сакам да бидам директор, ниту сакам да станам градоначалник, значи просто сакам да бидам актер на сцена и публиката да биде среќна со тоа што ќе го гледа од мене. А секогаш ќе гледам тоа да биде максимално задоволство за сите нив. Тања, ти градоначалник сакаш ли да бидеш? Градоначалник, функција да имам. Да, па ќе треба костимче да дојгам. Не, затоа не мешаме политика и уметност. Само ради костимчето што треба да го облече. Кој ти е следно прашање? Јас не разговарам никогаш за тоа. И нити мешам политика во уметност, тоа ми е нешто, две различни работи ми се. Тоа е сосема нешто друго што се направило, тоа е емотивно и се тоа во ред. Меѓутоа, дали треба политика да влезе во театар кој што влезе, мислам дека не треба да биде така. И не зборуваме, ние сме глумци кои што актери сме на сцената, не интересира све што зборам за себе. Зборам за себе, да. Зборам за себе, значи ми даваат улога, ја спремам и не размислувам. По рекламите во топ тема. По рекламите во топ темата. Имаме игра. Играва не сме играле, прв пат ќе ја правиме, ама супера бидејќи сте актери и тоа прекрасни актери, играва се вика радио. Значи, да ја објасниме играва што е и вие да ја сватите. Ја уште не сум ја сватил, не повеќе. Ние таа игравме во факултетски денови. Актерските игри тие така. Ете тоа. Значи, играва е следна. Јас пуштам радио и секој од нив треба да каже што оди на програмата што во моментот, фреквенцијата што во моментот ја слушаме. Тања ќе биде едно радио, Бици ќе биде друго, Арна ќе биде друго, значи кога ќе ја сменам станицата треба да одиме на следниот. Но може да се вклучуваат двајца, може да бидат водители, може реклама да има, може да има песна, може буквално било што и ќе почнеме. Може ли јас турско радио да бидам? Можеш да си турско радио. Турско, германско, што сакаш биде. Почнуваме од за некој си видиш дивно чудо, турско радио сме фатили. Seni gördüğüm zaman of aman 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 kalbim... Какво радио ова? Lej kako lahko se vere Đurin, večeras nam piva. Пак тука. Kalbimle bir şey oluyor, seversen alin yaman. Бици. И така, билките кои ги проверувавме, немаше многу успех, но се обидуваме нашата... Добро вечер, почитувани гледачи. Вие сте со трета радиопрограма. Вечерва ќе имаме еден специјален гостин, научник, доктор за санитарни клочки. Adın çıkmış çapkına, of aman aman aman. Сакам да кажам дека санитарните плочки се доста важни за цел екстериер и интериер на вашето купатило. Арна! In taj koncept bil ful dobro. Lej kako lahko, puščeš me. Бици? И така тоа беше Љупка Самоиловска, а сега ќе пуштиме неколку реклами. Мама мија, на 18 и 19 февруари, во 20 часот во МНТ. Се поводи рекламата! Ја подспомнав. Нели Арна кажа за тие анегдоти, ама јас сакам и општо сите да ве прашам, бидејќи знам, знаеш, глумците многу и имаат анегдоти, па и сакаат да ги зборуваат до душа. Така ше, да прочешламе низ вашето минато да ви текне некоја случка. Кој сака нека почне, feel free. Сметам дека ние сме една многу озбилна генерација, не ни се случува многу некакви избрици, меѓутоа има различни ситуации. Еднаш ни се случи во Драмски театар да ни снема струја на сред представа. Ајде, па нема такви агрегатори нешто нема. Што збориш? Да, снема и тоа. Снема од цел Карпош. Значи на сред представа Живот во тесни чевли, а ние онака тоа е една фина сиромашна представа каде што баш наликува на една фабрика во која нема струја, точно така. Иако вториот дел од представата го играме со поголема техника, со камери и така натаму.
И се случува прекид на струја одеднаш. Ај. И стоиме сите, ја му викам на Дац, викам Дац. Што, значи во моментот ми светнува, викам, а да кажеме на публиката да ги уклучи мобилните телефони и да ја одиграме представата до крај. И Дац ми вика, нема шанси, глупо е. Викам, не е глупо, ај ти похрабар си. Позади сцена? Да, не, тука цело на сцена умрак. Прво имаше А+, па онда штама. Никој не знае. Никој не знаеме како да реагираме. И ја му шепкам на Дац, Дац вика, ма нема шанси тоа, не. Дај, као да ја прекинеме представата. Бе, викам, ајде ти си похрабар, прашај ги. И Дац застана на сцена, праша публиката, сите извадија телефони да не осветлат. Ние рековме дека ќе го продолжиме првиот дел. Го завршивме првиот дел, значи ние извадивме телефони, извадивме екстра батерии што ги имавме на сцена, публиката ни го осветлуваше патот на сцената и тоа беше технологија, бе. Неле. Да не беа мобилните телефони на публиката, ништо од нас. А имаше некој од публика онака, ја немам батерија. Немаше, сите беа многу честни, тоа беше многу убав емотив. Секако селфи си направивме, тоа го има исто на Facebook. А кога сме кај мобилни, кога звони некој онака во публика кога му звони мобилниот? Јас игнорирам, не сакам да се занимавам. Тања е лекот? Мислам да. Што бреш? Имаш? Прво прашувам дали мене ме барат и после кажувам дека е тотално некултурно. Не се Шамарање, бавам. значи. Ама одмаш и тргнувам. Не мора да си шамара за да ќе дојде вториот пат. Ама тоа го играм цело време. Да, ама ниф им е забавно од друга страна. Не е вториот пат не му беше баш забавно. Си стана и си отида посреме, не може да му е забавно. Мене Тања вака да ми направи. Пред се мора да има... Па да, може да не, тебе, ама има... Навистина, значи иде на почетокот. Еве во мената, например, предупредување оди Арна. Дека мобилните треба да се... И да не оди предупредување, треба да се знае. Дека мобилните треба да се исклучат. Или во театар за деца, децата гледат вака, а родителите си играат. Ова и викам, јас седнав до мајка, ти продушивме да си играме, се стапи се. И викам, не, продужи, викам, не, прашав дали ви е многу забавно. И ја посрамотив и стана и си отиде. Не може така, не може да се да... Тања Кочевска, Мама Мија, Македонски народен театар, видете си репертоарот, видете ја програмата кога се игра следен пат и задолжително... Ете, 18 и 19. Тоа е тоа, дечки, МНТ Мама Мија, 18 и 19 февруари, нему ја мислете. Аплауз! За сите кутниче чајчиња, витаминка и книги од просветно дело! Да, има и Сидора Бјелица, Ѓавол носи прада, има Џон Гришам поише книги, Последната ноќ во Шато Мармон, ова е за Тања. И тоа беше Мама Мија, гледате во МНТ.
Има една многу убава работа што ќе се случува во Мавро од 16 до 18 февруари. По 16 пат, 16 јубилеен пат се случува хуманитарниот велеслалом. Ова кој бил знае каква журка е тоа, а кој не бил ќе ни каже каква журка е тоа од Ски центар Мавро. Тука е Огњан Циговски! Мој пријател. И од мало плюс. Огњан, и комшија. Убаво са кој имаш? Слични се. Ново ти е? Да, сега го зедов, тази. Ти? Мене ми е од лани. Па ја у Лондон бев, не знам дали знаеш. Те видов. Со Нина заедно, така? Така. Како си, добар? Добар. Се подготвуваме? Све е спремно. Готово? Одлично. 16 пат поред, човече. Да, чувството е, значи, нешто да направиш по 16 пат. Баш така, било шо. Гледам сезона 9, се надевам сезона 16 ќе биде. Чуте, дај Боже, дај Боже. Имаш ли евиденција колку до сега се собраа средства што се донирани? Има нешто такво? Просечно годишно се собираат од 7 до 10.000 евра. Одлично. Сите тие пари идат за хуманитарни цели. Ама секојаш се бира организација, секојаш е различна, дали е тоа Создетско село, дали е домот без родители во Битола, домот за деца во Струмица, во Велес. Оваа година парите ќе бидат наменети за проектот Среќа. Добро. Кој што е проект да ги поттикнува општествено одговорните компании да донираат средства за социјално ранливите категории, поточно за децата. Имаат они неколку проекти Среќно лето, Дедо Мраз за сите и слично, каде што многу деца не можат да одат на годишен одмор, на летни кампови и тие пари ќе бидат наменети за тоа. Кажи ми, ако не си корпорација, а некој си сака да си дојде на хуманитарни Имаме и такви кај што се пријавуваат поединци, мислам, тим пријавуваат. Така, значи не морам да сум од фирма, можам со другари да се соберам. Да, може. Како пример се прави тоа, да речеме? Па веќе е објавено на Facebook, на Instagram. Оке, треба да отидат Ски центар Мавро? Да, има Instagram, Facebook на Ски центарот, се пријавуваат. Сето тоа е професионално организирано, поддржано од Скијачката федерација на Македонија, со мерења, со бројчиња, Јас сум бил повеќе пати, потврдувам. Огњан Циговски, не заборавајте. 16 до 18 февруари, 16 поред, хуманитарен велеслалом, дојдете си у Маврово, уживајте во чист воздух и уживајте во добро скијање со мене. Аплауз! Каков жаре ушеднаш да не ме викна, Катастрофа. Цело време да слушело, кај ме донесовте, нормално што се догаѓа, смешно да поговараме, ништо не. Фино Тања, не викам не. Не може, иначе така и шо со шминкава, имаме шминкер, имаме се, еве. Не, а све рече вика има. И само да